Здраво и да дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе продолжиме со раствори, ќе подготвуваме раствори и првите раствори што ќе подготвуваме ќе бидат процентни раствори. Сега, ќе бидат процентни раствори на кристалохидрати, а не кристалохидрати, но пред да продолжиме да видиме на кратко што е процент, што е промил. Значи, вие си имате во главата што е 1%, но ако збориме за одредени мерни единици, во тој случај што би било 1%. Например, ако имаме 1 литар од вода, така имаме 1 литар од вода, и внатре во тој 1 литар вода ставиме 1 килограм некоја супстанција, и нормално претпоставуваме дека густината е еднаква на 1 грам на милилитар, со цел да се олесни пресметката. И во тој случај, всушност имаме 100% раствор. Така од таа субстанца што сме ја ставиле. Ако во тој 1 литар ставевме 0,5 килограми, ќе имавме 50% раствор. Така, ако во тој 1 литар ставевме 0,3 килограми, ќе имавме 30% раствор. Сега, бидејќи најчесто нема да користиме килограми и литри, него ќе користиме милилитри и грами, тоа всушност е вака. Например, 1000 милилитри, ако во нив ставиме 300 грами, всушност тоа е исто 30%, бидејќи тоа е истото од претходното. Сега, например, ако во 1000 милилитри ставиме 30 грами, тоа ќе биде еднакво на 3%. Сега, ако ставевме, само се повторно ќе смениме, ако имаме 500 милилитри и ставиме 30 грами, колку проценти ќе имаме? Ќе имаме 6%. Ако земам 100 милилитри и ставам 30 грами, ќе имам 30%. Така ја гледате разликата помеѓу ова и ова, помеѓу овие две. Во првиот случај имав 1000 милилитри 30 грами, а сега имам 100 милилитри 30 грами. Добро, значи сваќате како работи процент, едноставно процент е 100 дел од волуменот и после го делиме со грамите. Например, ако имав 100 милилитри, едноставно го делам со 100, тоа е еднакво на 1, и сега 30 го делам со 1, што е еднакво на 30%. Така, да земеме друг пример. Ако имав, одека во минатиот пример, 500 милилитри, го делам со 100, бидејќи пресметувам за процент, ќе добијам дека тоа е еднакво на 5, да, тоа е еднакво на 5, и сега ги зијам тие 30 грами, ги делам со 5, и добивам тоа еднакво дека е на 6%. Така, значи сега зборам за овој дека пример. И така може да си правите, значи со секој број. Сега не мора да бидат вакви цели броеви, например тука може да има 384 милилитри, едноставно ќе го поделиш со 100, ќе добиеш дека тоа е еднакво на 3,84, и после, например, во него имаш, не знам, 38,5 грами, и тоа само ќе го поделиш со ова 3,84 и ќе добиеш процентот кој е еднаков на 10,02%. Значи, добро, сваќате, процент е 100 дел од нешто. Сега, што е тогашка промил? Промил едноставно се бележи вака со две нули или две точки од долната страна на линијата. И промил всушност е илјадити дел од нешто. Например, ако имам, како претходно, 1 литар, и во тој 1 литар имам 100 грами, во претходниот случај тоа би било 10%. Така, но сега ова нема да биде 10%, ова ќе биде 100 промили. Значи промил е илјадити дел од нешто, односно е 10 пати поголемо од процент. Значи ако имаш даден процент, промилот е 10 пати поголема вредност. Така што, например, ако на тој 1 литар ставе всушност 1 килограм, ова би било 100%. Така, но всушност ова е 1000 промили. Ајде да земеме некои други примери. Ако земам 300 милилитри и во тие 300 милилитри ставам 30 грами, тоа во претходниот случај би било еднакво на
10%, али овдека тоа ќе биде еднакво на 100 промили. Сега, за да добиеме колку е промил, мислам, вие можете да си прерачувате колку е во процент, па да го помножите тој процент со 10 и ќе добиете промилот, веќе видовме како се пресметували за процент горе, веќе процент беше само 100 дел. Сега, ако не сакате така правите, промил всушност е 1000 дел. Така што, еве за овој вдека пример, кој разгледав, така ќе земам 300, ќе го поделам со 1000, ќе добијам дека тоа е еднакво на 0,3, и сега 30 грами кои сум ги ставил, ќе ги поделам со 0,3, и тоа е еднакво на 100. Односно, тоа е 100 промили. Промилите се користат ретко, значи ако имаме некои многу мали проценти, го ставаме во промил, да изгледа поголем број. Например, ако имаш нешто што е 0,32%, наместо да кажеш дека е тоа, можеш да речеш дека е 3,2 промили. Значи ова втората точка кај промилот можете да се рачунате дека се поместува запирката за еден десно. Така, десно уште една точка и запирката се поместува за една точка. А ако идете од промил во процент, ќе иде обратно запирката. Така и затоа ќе иде 0,32%. Добро, ние нема да користиме промили, зашто нема потреба. Можда би некојаш ќе искористам промил, но значи ќе користиме проценти, попрактични се. И сега ќе почнеме со решавање на задачи. Каде што првата задача ни вика да подготвиме 100 мл раствор на натриум хлорид кој ќе биде 9%. Значи треба да подготвиме 100 мл раствор на натриум хлорид кој ќе биде 0,9%. Односно тоа е физиолошки раствор. Сега всушност можеме да направиме на следниот начин. Значи ќе изземеме тие 100 мл, ќе ги поделиме со 100 и ќе добиеме дека 1 вредност, односно за 1 грам е еднаков на 1%. Така, сега всушност ние можеме таа вредност 1 да помножиме по процентот кој сакаме да го добиеме. Значи 1 по 0,9 еднакво на 0,9 грами. Значи ќе земеме 0,9 грами од натриум хлорид, сол, ќе ја ставиме во еден сад, така, значи ќе ја земеме солта, ќе ја ставиме внатре у садот и после ќе дополниме со вода до 100 мл. Сега ако нема садот маркица, например ако тука нема маркица, каде што пишува 100, и сега ти не можеш да дополнуваш до 100, бидејќи нема маркица, не знаеш колку вода треба да додадеш. Можеш да пресметаш, значи ако вкупниот волумен треба да ти е 100, ќе ги извадиш овие 0,9 грами, кои сметаме, значи не е баш така, ама викаме дека 0,9 грами зафаќаат 0,9 мл. Така, значи минус 0,9 и ќе искочи дека ти требаат 99,1 милилитри на вода. Да идеме втор пример, кој ќе биде исти како овој, само други бројки, каде што треба да подготвиме 25 мл раствор, кој ќе биде 2%, кој ќе биде 2% и ќе подготвиме од бакар сулфат. За да видиме колку би било 1%, ќе ги земеме овие 25 мл, ќе ги поделиме со 100 и ги добиеме дека 1% е еднаков на 0,25. Значи 0,25 грами е еднакво на 1%, нас ни треба 2. Значи 0,25 по 2 е еднакво на 0,5 грами. Значи ќе земеме 0,5 грами од бакар сулфат, ќе ги ставиме во еден сад. Значи ќе ги ставиме во еден сад и ќе дополниме со вода до маркицата на 25 мл. Трети ваков пример, например, треба да подготвиме 10 мл раствор, кој ќе биде 1% од натриум ацетат, значи CH3, COO, сега ова не морам некоја пресметка да се прави, ама ајде ќе направиме пресметка.
делено на 100, тоа ќе биде 0,1 еднакво на 1%, нас не треба 1%, и затоа ова ќе биде решението. 0,1 грам ќе земеме, ќе оставиме во даден сад и ќе дополниме со вода до 10 мл. Океј, значи наредната задача гласи вака. Да подготвиме 25 мл раствор, значи 25 мл раствор кој ќе биде 2% раствор на бакар сулфат пентахидрат. Сега, пред да го решиме ова, малце да објасним некои работи кога се работи со кристалови хидрати, особено кога се прават водени раствори, зашто ние кога збориме дека сакаме 2% раствор на ова соединение, всушност мислиме дека сакаме 2% раствор на бакар сулфат. Зошто? Зашто водата, тие 5 водени молекули, всушност ќе си влезат во вкупната вода на растворот. И нема ги рачунаме како проценти, така. Сега ќе видите на што мислам и зошто пред пресметка на кристалови хидрати малце е поразлично. Значи речеме дека ова вака, центарот ова е бакар сулфатот, и дека на него се асоцирани 5 H2O молекули. 3, 4, 5. Сега, ние знаеме да примерно колку имаме од ова, така, од ова соединение, и да речеме дека имаме 50 грами од ова соединение. Сега сме пресметале дека за да направиме например, за да направиме 2% раствор, дека ние всушност треба да ставиме 50 грами од бакар сулфат. Така, ако имавме чист бакар сулфат. Сега, тоа значи дека ако ставиме 50 грами од ова соединение, така, 50 грами од ова соединение, кој ќе оставиме внатре, всушност тоа што ќе се случи, например, го оставаме внатре, е да бакар сулфатот ќе си остане, да, но молекулите вода ќе се одвојат и ќе си влезат во вкупниот раствор. И сега всушност ние нема да имаме 50 грама бакар сулфат, него ќе имаме помалку. Бидејќи во вкупново, реков ние дека ако земеме 50 грама од вкупново, да речеме дека само 25 грама од него биле бакар сулфат, дека 25 грама биле вода. Биле H2O. И ние кога сме ставиле 50 грама од тоа соединение, ние всушност сме ставиле 25 грама само бакар сулфат. Така, тоа значи дека треба да ставиме 100 грама, од ова соединение, така што ќе имаме 50 грама бакар сулфат. Сега, овие бројки што ги користам нормално се лесни бројки, но нема да бидат такви пракса, но тоа е основниот принцип на кој работи. На кој ќе пресметуваме задачи со кристалови хидрати. Мислам, тоа е концептот. Сега ќе видиме како всушност иде пресметката. Првен, да запишеме колку е МР на бакар сулфат. Значи чист бакар сулфат, и тоа излегува дека е 159,6. 6 грам на мол. МР на вода, на една молекула вода, е еднакво на 16 плюс 2, тоа е 18 грам на мол. Сега, колку е МР на вкупното? Значи ова вдека горе соединението. Сега, не може само да соберете 159 плюс 18, зашто бидејќи имаме 5 молекули на вода. Така што МР на вкупново, ако го пресметаме, ќе биде значи 159,6 плюс 5 по 18. И тоа ќе биде еднакво на 249,6. 6 грам на мол. Значи во ова вкупново соединение, сушност 159,6 грами, ако имавме 1 мол, ќе беа на бакар сулфат, додека 90 ќе бидат на вода. Сега корисно би било да видиме всушност кој процент 159,6 кој процент од вкупното е и 190 кој процент е. За тоа да го направиме 249,6 ќе го поделиме со 100 и ќе добиеме дека тоа е 2,496 и сега можеме
159,6 да го поделиме со 2,496, бидејќи ова всушност е 1%. Така. И ќе добиеме дека тоа е еднакво на 63,95%. А процентот на водата, кој не мора да го пресметуваме, ама окей, 100 минус 63,95, тоа е еднакво на 36,05%. Значи ова е за вода, ќе бележиме со сино, ова е процентот на бакар сулфат. Сушност тоа што го направивме, го пресметавме масениот удел на бакар сулфатот во бакар сулфат пентахидрат и масениот удел на водата во бакар сулфат пентахидрат. Добро, сега тоа нека стои на страна. Сега да пресметаме колку би ни требало ако имавме чист бакар сулфат, за да го направиме тој раствор од 2% и 25 мл. Добро, за тоа да го направиме, идеме вака, ќе земеме бела боја, додека направам 25 мл, ќе поделиме со 100, тоа е еднакво на 0,25, тоа е еднакво на 1%, нас ни треба 2%, зато 0,25 по 2 е еднакво на 0,5 грами. Добро, сега имаме дека, сега знаеме дека всушност за подготвиме 2% раствор и 25 мл, треба во садот да ставиме 0,5 грами бакар сулфат. Сега, ако треба да ставиме 0,5 грами бакар сулфат, колку треба да ставиме од вкупното соединение, бидејќи вкупното соединение тежи повеќе. Треба да ставиме толку, така што 0,5 ќе биде 63,95%. И за најдеме колку треба да биде вкупното, сушност ќе земеме 0,5, ќе поделиме со 63,95, ќе добиеме дека тоа е еднакво на 0,0078. Значи толку грами се еднакви на 1% од вкупното соединение. И сега ова само ќе помножиме по 100, така што запирката ќе се помести всушност на две места десно и ќе се добие 0,78 грами. Така што тоа значи дека кога ќе земеме 0,78 грами, сега да го повторам со зелена, ама добро, нема врска. Кога ќе земеме толку грами од калциум сулфат, бакар сулфат пентахидрат, така го земеме од ова соединение, ќе земеме толку грами, ќе ги ставиме внатре во сад и кога ќе ги ставиме, всушност ќе добиеме 0,5 грами бакар сулфат, додека ќе добиеме колку останува 0,28 грами H2O. И од кога ќе направиме тоа, можеме едноставно да дополниме со вода до маркицата, која ни е 25 мл, или пак може да се пресмета колку вода треба да се додаде, но не им треба секогаш да е толку прецизно. Ајде да решиме уште една ваква со кристалов хидрат. Тоа што малце потрукше ќе решиме, но сепак ќе биде истото. Значи, од нас се бара да подготвиме 10 мл раствор, кој ќе биде 1% раствор на натриум ацетат, значи CH3COO, кој дека всушност ова е трихидрат. Ај ќе бележам вака со сино, кој да се истакнуваат повеќе. Сега повторно, кога збориме за 1% раствор, се мисли 1% да биде од ова соединение. Така, не од вкупното. Значи, ај пред да започнеме како би изгледал крајниот раствор. Значи, во крајниот раствор ќе имаме сад, каде што вкупниот волумен ќе биде 10 мл. И сега да видиме колку би било ако ставиме 1%. За тоа да го пресметаме. Не знам се гледал толку, ама ајде. 10 делено на 100, тоа е еднакво на 0,1, еднакво на 1%. Нас ни треба 1%, затоа ни треба всушност 0,1 грам. Сега значи дознавме дека ни треба
0,1 грам од натриум ацетат да имаме внатре во овие вкупен волумен од 10 мл. Сега, ако ни треба 0,1 грам само од натриум ацетат, тогаш колку ни треба од вкупното соединение, бидејќи вкупното соединение, така кристалохидратот, има поголема маса. Така што ќе ни треба повеќе од 0,1 грам. Друг начин да го решиме ова, ако не ќе да правиме со проценти, е всушност да го земеме МР, повторно од CH3, COO, Na, да го земеме МР од вкупното соединение, значи CH3, COO, Na, 3, H2O. Така да видиме колку е МР на двете овие. Релативната молекулска маса на првото соединение е всушност еднаква на 82,03 грам на мол, додека овдека е еднакво на 3 молекули на вода, значи тоа е 3 по 18, 30 и 24, 54, 54, 82, 136,03 грам на мол, ама нема место. Сега, тоа што можеме да го направиме е всушност 136,03 грам на мол, ајде ќе запишам, да го поделиме со 82,03 грам на мол. Добро, грам на мол и со грам на мол ќе се скрати, и тоа што се добива е факторот кој помеѓу кои зависат, кој е 1,65. И ние всушност овој број 0,1 сега всушност можеме да го помножиме по овој фактор, значи по 1,65, и тоа што се добива е еднакво на 0,165. Значи, тоа значи дека треба да земеме 0,165 грами од ова горново соединение, така што кога ќе оставиме вода, ќе добиеме 0,1 грам од натриум ацетат, односно ќе добиеме 1% раствор. На овој начин пресметка всушност видовме колку пати е поголема масата, на вкупното соединение на кристалохидратот спрема некристалохидратното соединение. И кога видовме колку пати, дека 1,65 пати, тоа значи дека и количеството кое треба да го ставиме ќе биде 1,65 пати поголемо од тоа на чистиот натриум ацетат. Така и тоа е начинот на кој всушност пресметавме. Значи видовме дека ако имаме чисти ќе ни требаше 0,1, ама зашто немаме чисти, треба да видиме колку повеќе ни треба. И искочи дека треба 1,65 пати повеќе. И затоа го множиме со 1,65 и добиваме дека ни треба 0,165. Или пак тоа може да се запише исто како 165 милиграми. Ајде решиме сега уште една задача со кристалохидрати, која гласи дека треба да подготвиме 25 милилитри раствор, кој ќе биде 1,5% раствор на натриум карбонат хидрат. Всушност да го бележам ова со сина боја, че хидрат. Ајде, значи да видиме колку грами би ни требало ако имавме чист натриум карбонат за да го подготвиме тој раствор. Тоа би било 25 мл. Ќе поделиме со 100. Тоа е еднакво на 0,25. Тоа е еднакво на 1%, нас ни треба 1,5. Значи 0,25 помножено по 1,5 е еднакво на, тоа е всушност 0,25 и пола од него е 0,125, значи 0,375 грами. Добро, значи толку грами ни треба ако имавме чист натриум карбонат. Ама зашто неаме чист, него имаме во кристалохидратна форма, да видиме колку повеќе ни треба. Така да видиме всушност колку е поголема масата на кристалохидратна форма наспрема некристалохидратната. И за тоа ни треба МР на Na2CO3 и ни треба МР на Na2
CO3 А2O. И ова е еднакво на 105,9 грам на мол, додека ова е плюс 18, односно 124. Колку виде по цела цифра, иначе би кажеше 123,9, ама окей. Ке речеме дека е 124. И сега да пресметаме всушност колку имаме повеќе во кристалохидратна, тоа ќе биде 124 делено на, ќе пишам 106. И тоа е еднакво на 1,16, ќе земам 2 децимали само. И сега овој број 0,375 грами ќе го помножам само по 1,16 и ќе добијам дека тоа е еднакво на 0,438 грами, односно тоа е еднакво на 438 милиграми. Тоа значи дека треба да земам толкава маса. Треба значи да земам толкава маса од Na2, CO3, А2O. Треба да биде 438 милиграми. Да ставам внатре во сад. И всушност водата ќе се дисоцира и тоа што ќе си остане се всушност 0,375 грами на Na2CO3. И всушност тоа е еднакво на 1,5% раствор во случајот нели кога ќе му додам вода и ќе го наполнам до 25 мл вкупен волумен. Добро, тоа беше за кристалохидрати. Може да грешим уште една понатамо, но уште некоја понатамо во наредните две видеа за раствори. Сега ќе идеме на разредување на. Сега ќе преминеме на разредување на раствори. За разредување на раствори многу подобро се користи формула него да се мозга. Значи формулата која ќе користиме, иако првата задача ќе ја решиме без формула, формулата која се користи за разредување на раствори е C1 по V1 еднакво на C2 по V2. Односно, концентрацијата на првичниот раствор и волуменот на првичниот раствор е еднаков на концентрацијата на вториот раствор по волуменот на вториот раствор. Сега, како ќе ни послужи ова за разредување на раствори? Ќе видиме во следните примери. Иако првиот пример ќе пробаме да го решиме без формула, па после пак ќе го потребиме. Значи, првиот пример гласи да подготвиме 100 мл раствор на натриум хлорид, кој што ќе има концентрација од 1,5 мол на литар. Значи, треба тоа да го подготвиме, а тоа што го имаме на располагање е раствор на натриум хлорид, не знаеме колкав волумен имаме неограничен волумен, кој има концентрација од 5,5 мол на литар. Значи, го имаме ова доле и треба да го подготвиме ова горе. Така, значи од ова треба да го добиеме ова. Сега, ако решаваме постапно логички без да користиме формула, ќе видиме, добро, всушност формулата е истата логика, само што е напишана формула, но ајде ќе пробаме без да користиме формулата, што е всушност истото, но окей. Крајното што треба да го добиеме, така, значи крајот што треба да го добиеме, треба да добиеме сад во кој ќе имаме 100 мл вкупен волумен и ќе имаме 1,5 мол на литар концентрација на натриум хлорид. Сега, 1,5 мол на литар концентрација, ако имаме 100 мл, всушност значи дека во крајниот сад треба да имаме 0,15 мола на натриум хлорид. Така, едноставно направив пропорција 1,5 мол на 1000 мл, колку мол на 100 мл, тоа е една десетина, односно 0,15. Значи, крајниот раствор треба да ни содржи 0,15 молови на натриум хлорид. Сега, ние имаме раствор, дека лево, имаме раствор, кој што има, не знам, некој неограничен волумен, не е битно, но концентрацијата е 5,5 мол на литар. Сега, ние всушност од него треба да извадиме одреден волумен V, така што внатре во тој волумен треба да имаме 0,15 молови на натриум хлорид. Значи треба толку да има и ќе ги ставиме внатре и после само ги дополниме со вода. Сега, колкав волумен треба да извадиме од овој сад? Па нас ни треба 0,15 мола
и не знаеме колка волумен треба да извадиме, али во 5,5 мислам 5,5 мола има во 1000 милилитри. Всушност ќе направам сега оваа пропорција каде што 1000 ќе поделам со 5,5 и ќе добиам дека тоа е еднакво на 181,87. Односно имаме 1 мол на секој 181 милилитар. И сега всушност ова треба да го помножам по 0,15 и се добива 27,27. Тоа значи дека треба да земам 27,27 милилитри од овој раствор. Така значи V треба да ми биде толку 27,27 милилитри. И кога ќе земам тој волумен, внатре во тој волумен ќе имам 0,15 мола натриум хлорид. Ќе ги ставам во друг сад, ќе го дополнам со вода до 100 милилитри и ќе го добијам раствор. Сега, ова всушност може многу просто да го пресметаме со формулата која ја воведов преска, каде што го имаме C1, тоа е концентрацијата на растворот кој веќе го имаме, кој е 5,5 мол на литар. Го немаме V1, V1 не е прашалник, тоа е еднакво на C2, концентрација која сакаме да добиеме, тоа е 1,5 мол на литар, по волуменот кој го сакаме. Сега, можете да запишете 0,1 литар, или можете да се запишете и 100 милилитри. Важно е C со C да е исто и V со V да е исто. Така, например, тука ако запишам да е 100 милилитри, во тој случај и V1 треба да ми биде во милилитри. Нема потреба C и V да се и двете во иста мерна единица, него V и V да се во иста мерна единица и C и C да се во иста мерна единица. Ама окей, нема врска. Ќе го запишам у 100, за после да не правам конверзија, ама истото би го добиле. 100 мл. Сега, за го најдеме V1, тоа ќе биде еднакво на 1,5 мол на литар по 100 мл врз 5,5 мол на литар. Мол на литар со мол на литар ќе се скрати. Така, и ако го помножам, горе всушност ќе добијам 150 милилитри врз 5,5 и односно V1 ќе биде еднакво на 27,27 милилитри. Така што гледате, доста е прилично лесно и најчисто полува, значи за разредување се користи формулата, веќе е лесна, многу лесно се памти. Така другите формули, например, кога имаат некои дробки, не се памтава толку лесно или пак се заборава како беше, дали ова беше горе или доле, дека е многу просто. Односно, ако би го напишал ова во општ случај, C1, V1 еднакво на C2, V2, V1 еднакво на C2, V2 врз C1. И така ќе најдеме волуменот кој ни треба од првичниот раствор, со цел да го добиеме разредениот раствор. Сега, тоа беше случај ако имаме количествена концентрација, но што ако имаме масена концентрација? Во тој случај формулата е релативно иста, само што користиме наместо C, користиме гама, символот за масена концентрација. Односно, тоа ќе биде гама 1 по V1 еднакво на гама 2 по V2. И сега да прочитаме една задача каде што ни се бара да направиме 50 мл раствор кој што ќе има масена концентрација од 2 грам на литар, а при тоа ние имаме раствор кој има масена концентрација од 5,5 грам на литар. Колку е V? И сега ние ова повторно може да го пресметаме дека V1 нема врска од која страна ги ставите, може да сум V2 да го барате, но вака е по-логично. V1 еднакво на 2, V2 врз ова, односно, ако замениме, тоа ќе биде 2 грам на литар по 50 мл. Повторно, V со V треба да е исто, гама со гама, а нема потреба гама и V да се исти. Врз 5,5 грам на литар и тоа ќе биде еднакво на 18,18 милилитри.
Веќе дека грам со литар ќе се скрати, грам со литар ќе се скрати, милилитри само ќе останат. И уште една многу проста која не е ни масена концентрација, ни е количествена концентрација. Ама повторно е концептот на решавање е исти. Така, формулата би била иста. Односно, треба да подготвиме 25 мл раствор на натриум хлорид, кој ќе биде 10%, додека на располагање имаме 25% раствор на натриум хлорид. Сега, очигледно е дека волуминот што ни треба е 10 мл. Значи може да си го поставите 25 по 10 делено на 25 ќе добиете 10. Ќе биде 10 мл. И ако сакаме да разгледаме, ќе видиме дека стварно е точно, бидејќи 25% од 10 мл е всушност 2,5 грама. Така, 25% од 10 мл е 2,5 грама, а 10% од 25 мл исто е 2,5 грама. Така да точно си е. Сега ќе идеме да решаваме задачи каде што ќе мешаме раствори со различни концентрации. Сега ќе решаваме задачи каде што ќе мешаме раствори со различни концентрации. И формулата која може да се користи од ДГ, каде што повторно за првиот пример нема користена формула, е C1 по V1 плюс C2 по V2 е еднакво на C3 V1 плюс V2. Ќе решиме со формула, но првиот пример повторно ќе биде без формула. Сега, првиот пример гласи: каков раствор ќе се добие ако измешаме 70 мл раствор на натриум хлорид, кој што има концентрација 1,5 мол на литар. Така, значи овој раствор го измешаме со раствор каде што имаме 5 мл натриум хлорид, кој што има концентрација од 5,5 мол на литар. Така, ги измешаме овие два, што ќе се добие? Каков раствор ќе добиеме со каква концентрација? Сега, ако не решаваме по формула, прво да видиме колку мола имаме од двата раствора и колку мола се добиваат на крај. Тоа ќе го направиме, значи за првиот пример, тоа е 1,5 мола на 1000, колку мола на 70. Може да направиме различни пропорции, ама ајде ќе направиме оваа пропорција. 1000 делено на 1,5, тоа е еднакво на 6,666,66. И сега ако го земеме 70, поделено со 6,66,66, се добие дека еднакво на 0,105. Значи имаме 0,105 мола. Добро, таму имаме 0,105 мола. Од другава страна имаме 5 мл по 5,5 мол на литар, односно 5,5 на 1000 мл. Колку мола на 5 мл? 5 од 1000 е на 200, така што може да пресметаме дека 5,5 на 200 е еднакво на 0,0275. Значи дека имаме 0,0, ајде жолто боја нека биде, 0,0275 мола. Значи во вкупниот раствор што ќе го добиеме, ги имаме двете тие собрано, односно во вкупниот раствор ќе имаме 0,1325, да. И ќе имаме волумен од 75 милилитри. Значи концентрацијата всушност ни е 0,1325 мола на 75 милилитри. Сега ние треба да донесеме колку е тоа на литар, така за да биде пологично. Едноставно ќе видам 75 колку пати влегува во 1000. Тоа ќе направам, значи 1000 делено на 75, тоа е еднакво на 13,33. Сега всушност тоа ќе го помножам по ова и добивам колку имаме на литар. И всушност искача дека имаме, со црвена боја нека биде, 1,76 мол
на литар, каде што волуменот ни е 75 милилитри. Значи ова ќе биде концентрацијата, ова ќе биде C3, ова ќе биде V3, да. Бидејќи горе во формулата всушност ова овдека ни е V3, V1 плюс V2. И значи ги добив овие овдека вредности. Ајде се исто тоа го пресметаме, ама со формула. Значи тоа ќе биде, ќе запишам да знам со розова боја нека биде. Концентрацијата првата 1,5 мол на литар по 70 милилитри. Повторно V1 треба да е еднакво со V2, со V3 во однос на мерната единица која се користи, али не мора овие да се исти. Така едното е литар, другото е милилитар, бидејќи не прават некоја си разлика. Плюс, ова ќе оставам една заграда, плюс 5,5 мол на литар по 5 милилитри. Тоа е еднакво на C3, кој не го знаеме, по ова ќе биде 70 плюс 5, со 75. Сега, за да го најдеме C3 ќе биде еднакво на ова што е овдека горе, така односно ќе биде еднакво, ќе го пресметам C1 V1 плюс C2 V2 врз V1 плюс V2. Тоа ќе биде еднакво на 105 плюс 5 по 5, 25, 5 по мало 5, 25, 27,5 врз 75. Тоа е еднакво на, ќе запишете милилитри, ќе се ги запишете единиците, не се сега толку битни. 132 делено на 75, 132,5 всушност. И ова е еднакво на 1,76 мол на литар. Значи ги добивам истите резултати. C3 ќе биде тоа, V3 ќе си биде еднакво на 75 милилитри, тоа е очигледно. И ги добивме истите резултати. Дали користевме само чиста логика или користевме формула. Нормално и за преходен пример за разредување и за мешање ова на раствори, многу е попрактично се користи формулата, зашто полесно се пресметува. Но некогаш нормално, ако заглавите, гледате нешто нелогично, може да подруг шемалце поставена задачата, може да начинот на кој е поставена задача ќе те натера да користиш некоја формула, кога всушност не треба да користиш, може би треба нешто друго да користиш. И затоа разгледате и резултат кој ќе ја добиете, видите дали има смисло. Ајде сега ќе решиме уште една ваква задача, но само ќе ја решиме со формула, значи нема да правиме ова другиот начин. Значи задача да гласи вака. Земам само боја. Каков раствор ќе се добие ако измешаме 25 мл сахароза која има концентрација 1,5 милимол на литар. Значи тоа го измешаме со раствор кој има 2,5 мл, али има концентрација 5,5 мол на литар. Сега, тука само треба да запазиме мерните единици. Реков дека V со V треба да е исто и C со C треба да е исто. Али V и C не мора да се исти. Значи овие не мора да се исти, ама овие мора да се исти. Така? Значи овие мора да се исти мерни единици. Сега, за да ги направиме исти мерни единици, или можеме мол да го направиме во милимол, или можеме милимол да го направиме во мол. И за нека попрактично милимол во мол, само ќе го поделиме со 1000, и тоа всушност што ќе го добиеме е да, така ги избришам овие, е да ова ќе стане 0,0015 мол на литар. Значи пазите на мерните единици, зашто видовме дека беше у милимол. Милимол е многу малку. Значи сега го направивме во мол и сега можеме само да употребиме формулата која беше дека C1 V1 плюс C2 V2 еднакво на C3 V3, каде што V3 всушност беше V1 плюс V2. И сега да замениме. Односно ние ќе обараме C3, тоа не е битно, тоа бидејќи V3 е многу лесно да го знаеш, едноставно ќе биде околу 27,5. C3
е еднакво на C1 V1 плюс C2 V2 врз V3, кој е всушност V1 плюс V2. И тоа е еднакво на 25 мл по... грешка. Добро, пред требаше концентрацијата. Ајде, нека идеме по формулата, иако нема врска. 0,0015 мол на литар по 25 мл плюс, ова ќе оставим вака у заграда, биде поочигледно што треба да се прави, и ова ќе биде 5,5 мол на литар по 2,5 мл. Отвориме заграда, цело тоа го делиме со колку е тоа, 27,5 мл. И ќе речеме дека мол со литар ќе се скрати, милилитар ќе се скрати, и ќе остави милилитар. И ако пресметаме, C3 ќе биде еднакво на, тоа е 13,78 делено на 27,5 мл еднакво на, иначе берете единици прескакува ги кратев. Мол со литар не требаше да го кратам, тоа требаше да си остане, требаше со милилитрите да ги скратам, така што горе ќе остане мол на литар. Тоа е еднакво на 0,5 мол на литар. Додека волуменот V3 е еднаков на 27,5 мл. Ајде сега уште една задача, која на прв поглед звучи малце почудно, ама лесно е. Значи, каков раствор ќе се добие ако измешаме 10 мл 20% раствор на бахар сулфат, не е битно, го измешаме со 40 мл деионизирана вода. Така, што ќе се добие? Сега, ова ако го видиме онака како од око, можеме да одредиме лесно што ќе се добие, бидејќи знаеме дека V3 ќе биде 50 мл, а бидејќи овдека било 20%, ние ќе добиеме 50 мл, значи ќе се разреди 5 пати, значи концентрацијата, мислам, процентите, ами ќе запишам со C, како C3, иако не треба да стои C3, ќе биде 4%. Сега, добро, ама да го решиме ова со формула. Ќе запишеме C1 V1 плюс C2 V2 врз V1 плюс V2. Овдека дека го бараме C3, што не е концентрација, него е процентен раствор, ама окей. Сега, запишуваме 10 мл по 20, така, не мора да ги запишуваме едните едици, зашто множам процент со милилитри, ама окей. Плюс 20 плюс, сега, што ги запишувам за концентрацијата на вода? Сега, налик изгледа како, нема концентрација, пиши 1. Ама всушност ако пишеш 1, искача грешно значено. Бидејќи нема никаква концентрација, не е 1, таа е 0. 0 по 40. И сега кој ќе ставиш овдека V1 плюс V2, тоа е 50. Искача 10 по 20, 200, плюс 0 по 40 е 0, значи ќе биде 200 врз 50, еднакво на 4%. Ако ставише горе 1, наместо 0, ова дека ќе искочеше 240. И 240 делено на 50 не е 4%, тоа е близу 5%. Значи, кога нема никаква концентрација, стои 0, не стои кец. Ајде сега една задача, која гласи колку милилитри 10% натриум хлорид, значи милилитри непознати, али да добиеме 10% раствор, ако имаме 3,3 милилитри 25% раствор. Значи ова доле го имаме, така, ова доле го имаме, колку може да се добие од тоа горе. Оваа задача всушност се решава како минатите што се решава, односно C1 V1 еднакво на C2 V2. Односно V1 кој го бараме
Добро, V2 всушност го бараме. Нема врска као да запишете бидејќи е исто. V2 ќе биде еднакво на 3,3 по 25 врз 10. И тоа е еднакво на 8,25. Сега, ова за да се визуализира, може вака да се направи. Значи имаме еден сад, каде што имаме 3,3 мл течност. Така, 3,3. И внатре имаме парче некое, кое зафаќа 25%. И сега тоа парче, ако го пренесеме во нов сад, така тоа парче сега го пренесеме во нов сад, истото тоа парче овдека зафаќа 10%. Колку е вкупниот волумен, така што сега зафаќа 10%. Така, ако видиш колку е парчето, само ќе помножиш по 10 и ќе добиеш колку е вкупниот волумен, што ќе искочи дека е 8,25. И тоа може да направиме, например, на пресметка која би била 3,3 по 0,25 еднакво на x по 10 еднакво на 8,25. Што всушност гледам дека x би требало да е 0,825. Али добро, не мора така се решава, си имаш формула, може да си решиш со формула. И на крај, само сакам да спомнам нешто за разредување и како се бележи, на што се мисли, каде што има некој збунки, например, кај ја учев во една лабораторија, на едно се мислеше, во друга лабораторија на друго. Сега, зашто зборам? Да речеме дека имаме разредување 1:1. Што значи тоа? Па сега, едни мислат дека значи, например, ако имаш одреден сад, дека тоа значи дека имаш 50% од едната супстанца, 50% од другата супстанца. Тоа е 1:1, така. Но, нека да се мисли дека 1:1 е всушност едно цело. 1 од 1. Така што во садот би имало само една супстанца. Така, тоа значи 100% од една супстанца. Бидејќи можеш да го гледаш како 1:1, или пак можеш да го гледаш 1 делено на 1 еднакво на 1. Односно 1. Така. И ако продолжиме понатаму, например, разредување 1:2. Тоа може да значи или дека имаш сад, каде што имаш еден дел една супстанца, два дела друга супстанца. Вака ќе го направам. Каде што ова е една супстанца. 1. Додека ова е другата супстанца. 2. 1:2. Или пак може да се мисли како еден дел од 2. Односно во тој случај би било вака на пола. Каде што пола би било едната субстанца, пола би било другата субстанца. Односно 1 делено на 2 еднакво на 0,5, односно 50%. Само 50%. И така натаму и така натаму. Например, ако идеме, ќе направиме уште едно, па ќе искокнеме тие натаму. 1:3. 1:3 може да се гледа како, земеш вакво, дека еден дел од вкупни 4 дела, вакво, значи еден дел од вкупни 4, значи 1 и ова 3, да не го бојам и тоа нема потреба. Или пак можеш да го гледаш како 30%. Ева, по 1/3 као да го добавам, дека тука ќе му дојде. Така, 1 делено на 3, тоа е 33%. Односно, вие исто така може да се гледаат како 1 плюс 0, 1 плюс 1, 1 плюс 2, или пак може да се гледаат 1:1. Затоа некогаш е конфузно. Например, по одреден предмет, професорите или асистентите ни го викаат едното, по друг предмет, професорите или асистентите ни го викаат другото.
Сега не знаеш кој е, например, на еден предмет ти се бара да направиш разредување вакво такво, например задачата и ти си ја решиш задачата и ти викаат грешна е. Како грешна? Зашто се мислело на другото разредување. Така што првично разграничете си со асистент или крај да сте со некој професор, небитно на што се мисли кога се мисли 1:1. 1 плюс 0 или 1 дел и уште еден дел. Ова, например, битно кој ќе ти кажа 10 пати разредување. Така, сега 10 пати разредување некој може да го запише како 1:9, еден дел од 10, значи еден дел да биде тоа, 9 дела да бидат вода, или пак некој го запише како 1:10, 10 пати разредување. Значи ова горниот дел би бил дека ако го имаш садот, 1/9 ќе биде супстанцата, додека 9 десетини ќе бидат вода, значи 1:9, додека вториот начин е всушност 1 делено на 10 еднакво на 10%. И двете се рачунаат како 10 пати разредување, зависи кој принцип го следите. Добро, не стане многу конфузно, ајде ова ќе го избришам, него тоа само да поменам. Значи, може едното и другото, не знам кој е поточно, но не знам дали и воопшто ќе го користиме тоа. Добро, тоа беше се за ова видео, за раствори, кој е ова второ видео. Ќе направам најверојатно уште 2 видеа вака за раствори кај што ќе решаваме задачи, ќе станат појасни и така натаму и така натаму. Видовме дека некои разредување раствори, мешање на раствори со различни концентрации, кристалохидрати, процентни раствори и така натаму и така натаму. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.